Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Потпишан меморандум за соработка меѓу стручното училиште Моша Пијаде и германското стопанство во Северна Македонија. Онлайн дебата за предизвиците и проблемите од COVID-19 во гостиварскиот регион. Креативни дечиња и за време на пандемија учат за ликовната и филмската уметност. Во силниот есенски бран на COVID-19, регионот на Гостивар се уште се одржува на стабилно ниво. Лекарите порачуваат граѓаните да си го зајакнат имунитетот и да ги почитуваат мерките за заштита. За предизвиците и проблемите кои пандемијата ги донесе во Гостивар се дискутираше на онлайн дебата. Во силниот есенски бран на коронавирус подрачјето на Гостивар засега останува стабилно, со моментално околу 90 активно заразени пациенти. Клучниот фактор во борбата против ковид секојдневно се повторува: почитување на мерките, дистанца, маски, избегнување на групирање и редовна хигиена. Но во случај да се заразите, најголемиот товар паѓа на вашиот имунитет. Доктор Бранислав Нофитовски, специјалист по семејна медицина, нагласува дека граѓаните треба да обрнат поголемо внимание на зајакнување на имунитетот на време. Ова е новата реалност. Да се работи на подигнување на имунитетот. Значи, најчест проблем што го имам, откако ќе добијат COVID-19 инфекција, COVID-19 болест, докторе, што да пијам сега? Мислам дека тоа е малце касно. Вие треба да го спремите имунитетот претходно, за да кога ќе имате контакт со вирусот, вашиот имунитет биде на некое повисоко ниво, да се пијат редовно течности, да се пешачи. Може и во овие услови да се пешачи, може да се спортува. Овој совет беше даден на онлайн дебата на тема како Гостивар се справува со пандемијата, што ја организираше невладината АДИ во рамки на проектот Во едно општество против COVID-19. Учесниците укажаа дека корона кризата нанесе голем удар врз локалната економија и стандардот на населението. 13 занаетчии ставија клучна врата, угостителите претрпеа огромни штети. На социјално загрозените граѓани дополнително им се отежни живеачката. Ковидот ја истенчи и општинската каса. Значи во првиот и вториот квартал и делумно во делот третиот квартал, вкупно некаде првите 7 месеци, приходите во општина Гостивар се намалени за околу 66-7 милиони денари или околу 1,1 милион евра. Сето тоа говори во каква состојба беше и економијата на нашиот град, на нашата општина, и во каква состојба беа граѓаните на нашата општина. Од почетокот на пандемијата во регионот на Гостивар потврдени се вкупно 1028 случаи на коронавирус. Најкритичен месец беше август, кога секојдневно се бележеа двоцифрени бројки на новозаразени. Германското стопанство во Северна Македонија, преку кое се спроведува програмата за дуално стручно образование, денеска потпиша меморандум за соработка со средното стручно училиште Моша Пијаде во Тетово. 9 ученици од средното стручно училиште Моша Пијаде во Тетово ќе бидат вклучени во дуално образование. Теоретскиот дел ќе го следат во училница, додека практичниот во германската компанија за производство на седишта Kiel, каде ќе се обучуваат во струката техничар за производно машинство. Денеска беше официјализирана соработката со потпишување меморандум помеѓу германското стопанство во Северна Македонија и училиштето Моша Пијаде. Also wir möchten ausbilden
Со дуалното стручно образование сакаме да им овозможиме на учениците да се стекнат со покрај положениот испит за државна матура од државата, да се стекнат и со завршено дуално стручно образование по германски модел, односно да им овозможиме на учениците во текот на своето средно образование да се запознаат со работата на компаниите, да навлезат во тој работен свет и секако да ја насочат својата кариера кон развивање, но и секако нивниот професионален развој и развиток. За жал, сведоци сме на тоа дека во работниот свет постои една дискрепанца, односно недостаток на стручен работен кадар, а сепак од друга страна постои големата потреба на компаниите токму за вработени од овој сектор, односно од оваа област, и сведоци сме за жал дека тоа моментално на компаниите многу им недостасува. Прв пат воведуваме дуално образование во училиштето, тоа е еден нов пристап каде што учениците ќе се здобијат со повеќе практични компетенции, односно практичната настава ќе биде повеќе пристапна во самата наставна програма, односно во содржините кои што ги има. Така да компанијата, практичната настава ќе се одвива во компанија, поддржани од ментор, компанијата ќе дава надоместок на учениците кои што ќе држат практична настава. Понатаму имаме и соработка со компанијата и предвидуваме доколку учениците се покажат, може и понатаму да се добијат и некои други бенефици. Преку програмата студентите ќе имаат прилика да се запознаат со релевантните процеси, поддршката од целокупниот тим е гарантирана, така што ќе ги стекнат специфичните и технички знаења и уште на почетокот ќе им бидат презентирани насоките за нивен понатамошен развој, што веруваме дека со вмрежување и работење на интересни проекти ќе представуваат основа за една успешна кариера. Програмата за дуално стручно образование се спроведува во 7 градови во соработка со 7 стручни училишта и 12 компании. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска соопшти дека според последните бројки кои ги реферирале денеска имало 18 позитивни деца и 55 вработени од почетокот на работата на градинките. Последните бројки кои што денес ги реферирав на кризниот штаб е дека имаме 18 позитивни деца од стартот на отварање на градинките, говорам од 9 и 55 вработени. Меѓутоа, уште една констатација, евидентно е дека бројот последниве 2 недели ни се зголемува, така да за период од 9 до 16 имаме дополнителни позитивни 6 дечиња и 21 вработен. Значи трендот на позитивни е како и целата епидемиолошка состојба во државата. Меѓутоа исто така сакам да истакнам дека здравствената состојба на сите досега што биле позитивни, како дечиња така и вработени, е добра. Немаме хоспитализација освен тие две што претходно веќе се завршени, голем дел изолацијата им заврши периодот, така да генерално здравствената состојба на децата во градинките и на вработените е добра. Во моментот со денешна дата имаме 309 во изолација ставени дечиња и бројката за возрастни, не ме држите за збор, мислам дека е некаде околу 50. Локалните совети за превенција може многу да придонесат во детектирање и надминување на проблемите во општините, но не се доволно функционални. Ова беше речено на денешната работилница што се одржа во Гостивар во склоп на проект за поголемо активирање и зајакнување на локалните совети за превенција. Сообраќајниот метеж, кучињата скитници, тепачки меѓу младите, бучава од кафулињата, хаос во урбанизмот. Ова се неколку од проблемите кои граѓани во анкета ги навеле како приоритетни за решавање во Гостивар. Анкетирањето било спроведено во склоп на проект за поголемо активирање и зајакнување на локалните совети за превенција, што го спроведува Сдруженијето Медија Плюс во соработка со општина Гостивар. Собирање на млади, бучава во делот на водовод, тепачки помеѓу учениците од средните училишта, автомобилите, моторите, малолетните лица кои возат без дозволи, населението што живее близу судот се жалат на исто така бучава од кафичите до 2-3 часот по полноќ. Непрописно паркирање. Понатаму овде например е ставено, имате како што велат градежна мафија, се дигаат спратови без дозволи, без урбанистички планови. Запалена депонија, тоа е веќе познат проблем. Локалните совети за превенција може многу да придонесат во детектирање и надминување на проблемите во општините,
но недоволно функционираат, истакна на денешната работилница во Гостивар Данче Николовска-Вратеовска, волонтер во областа на превенцијата. Денес целта во рамки на одржаната седница на локалниот совет за превенција во општина Гостивар е да ги зајакнеме капацитетите на членовите на телото, но и со ваша помош да дадеме видливост за постоењето на еден ваков механизам кој што е формиран со цел да детектира локални потреби и предизвици, да ги адресира до локалниот совет преку една здружена граѓанска, институционална, но и институционална акција во прилог на подигање на степенот на безбедност во самата општина, со тоа подигање на квалитетот на живот на граѓаните. Во Гостивар локален совет за превенција првпат беше формиран во 2012 година, но по неколку години престана да функционира. Телото беше активирано во 2018 и повремено одржуваше состаноци. Годинава ковид пандемијата ја паузираше работата на советот. Со почитување на мерките за заштита, Бигорскиот манастир вчера го одбележа своето милениумско постоење. На настанот се обрати поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан, како и председателот на државата Стево Пендаровски. Бигорскиот манастир вчера одбележа милениумски јубилеј, 1000 години од своето постоење. Настанот беше организиран со строги протоколи за заштита од коронавирусот, а литургијата беше одржана на отворено и со ограничен број на гости. На вчерашниот централен настан се обратија поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископ господин Стефан и председателот на државата Стево Пендаровски. Оде во Бигорски и храмот, и конаците, и иконите, и фреските, и Бигор каменот, и резбите во дрвото, и жуборот на недотекливите чешми, чиниш се славословие на ист глас и со иста порака. Овој 1000-годишен славеник, кому денес, како и целото ова 2020 лето Господово, му даваме чест, благодарност и особено внимание, е токму тоа. Збир од место и од личности, Бигорски постои и ќе постои за верниот народ, како што и верниот народ постои и ќе постои за ова богоблагословено место. Председателот Пендаровски потсети дека токму во ваквите моменти на страф и неизвестност од непознатото, многу наши сограѓани бараат мир и утеха и надеж токму на ова место. Глобалните процеси и турбуленции влијаат и врз нашето секојдневие. Понекогаш овој витал на кризи прави да се чувствуваме како се да се случува одеднаш, како 1000 години да се збиени во само еден ден. И токму во вакви моменти на растечка недоверба меѓу луѓето, страф и неизвестност од непознатото, многу наши сограѓани бараат мир, утеха и надеж токму на ова место. За многу страдалници од различни генерации, различни држави и различни идеологии и религии, Бигорскиот манастир представува духовно засолниште од бурите на животот. 1000 годишнината од основањето на Бигорскиот манастир е настан што црквата го одбележуваше во текот на целата оваа година. Ликовниот уметник Славчо Максимовски, фотограф од Глигор Кондовски веќе подолго време реализираат работилница за деца на сите возрасти, каде што младите може да ги стекнат основите на ликовното сликање, фотографирањето и филмот. Потенцираат дека особено сега во време на пандемија, културата и уметноста се од големо значење за развојот на децата. Веќе 5-та година постои работилницата за ликовна уметност предводена од ликовниот уметник Славчо Максимовски, а наменета за деца од сите возрасти. Дечињата ги учат основите на ликовното сликање, а секоја година реализираат и годишна изложба од сите сработени дела. Часовите ги држат во музеот на Тетовскиот крај, а последниот период на отворено заради ситуацијата со корона кризата. Дечињата истакнуваат својата креативност, а годинава новост во работилницата е и фотографот Глигор Кондовски, кој им ја презентира основата и на филмската уметност. Учиме разни техники цртачки и сликарски со деца од различни возрасти, од 9 години па натаму. Немаме одредена граница каде што би завршувала, возрастната граница.
Сакам да кажам дека секогаш, значи на крајот реализираме на годишна изложба со се што е сработено. Во оваа година како новост се приклучи Глигор Кондовски со неговата филмска работилница и мислам дека тоа е едно убаво освежување и за децата да го прошират видикот и да прошират заинтересираноста за полето на уметноста, така да се надевам дека и оваа година ќе завршиме со една успешна изложба каде што ќе се промовира се она што овие деца заедно сме го сработили. Со појавата на пандемијата, работилницата паузирала со активностите. Сега продолжуваат со сите предвидени протоколи. Максимовски вели дека заинтересираност кај децата има, но степенот на култура и поддржување на истата, особено во Тетово, е на исклучително ниско ниво. Стварно е веќе на една граница кај што не може да се толерира. Значи работиме во едни услови што се минимални и во финансиска и во просторна и во секоја смисла. Мислам дека прво просторното решение треба да се реши на едно достојно ниво за да може барем приближно достојно да се функционира. Затоа што мислам дека овие деца заслужуваат од оваа работилница. Излезени се околу 20 деца кои што се сега во средното уметничко училиште, две кои што се на ликовната академија. Мислам дека тоа е секако успех и за нас како тим, а секако и за градот. Ги оставивме дечињата да ги завршат своите ремек дела, а наскоро доколку дозволат условите, се чека и на датум за одржување на годишната изложба. Од денеска па се до четврток ќе се одбележува манифестацијата Отворени денови на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Свој обраќање имаше директорката на Институтот Елена Јованова Грујовска, а таа кажа став на македонистите и во врска со негирањето на македонскиот јазик од страна на Бугарија. Уште со првата бугарска изјава во декември месец, ние излеговме и кажавме дека тоа се измислени прашања. Такви прашања не постојат и ние нема потреба да си го губиме нашето време и нашата енергија како научници да објаснуваме нешто што светската лингвистика веќе го прифатила. А тоа е дека всушност македонскиот јазик е признаен во сите славистички центри, во сите лингвистички центри во светот и се проучува на многу универзитети во светот. Значи, Институтот за македонски јазик веќе беше споменато, тука прво нема потреба што воопшто да дефинираме црвени линии кога тие постојат. Председателот сега кажа, тоа е и нашиот став. Значи, факт е постоењето на македонскиот јазик, на македонскиот стандарден јазик во македонската држава, со своја историја, денеска беа повторно истакнати, споменати фактите за такво нешто и сакам да ви кажам. Значи, ние денеска славиме 75 години од кодификацијата, од озваничувањето на современиот македонски јазик и преку всушност 75 години од прогласувањето на азбуката, усвојувањето на азбуката и на правописот. На тој начин се заврши кодификацијата на јазик, кој што претходно ја почна Крсте Мисирков уште во 1903 година, а пред тоа ги имаме преродбениците и многу, значи, културни дејци кои што работеле и кои што се залагаат и кои што ја постави основата на стандардниот македонски јазик. Во продолжение слушнете ги деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 117 лица, 66 од Тетово и 51 лице од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 132 лица од Тетово и на 15 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 563 лица од Тетово и 162 лица од Гостивар со вакви решенија и не е констатирано непочитување на истите. Вчера во 18 часот и 20 минути 23 годишник од Гостивар во СВР Тетово пријавил дека непознати сторители во периодот од 8 до 18 часот влегле во манастирот Свети Преображдение Христово во населбата Циглана и одзеле пари. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Ноќеска пак околу 2 часот и 50 минути пријавено е дека
избувнал пожар во куќата на 55-годишник во Маврови Јанови. Пожарот најпрво започнал околу оџакот и се проширил на вториот кат од куќата. Нема повредени лица, а опожарена била само покуќнината. Пожарот бил целосно локализиран, а увид ќе се врши во текот на денешниот ден. Од СВР Тетово информацијата дека на 17 октомври во 19 часот и 45 минути 70-годишна жена од Скопје во СВР Тетово пријавила дека во село Битуше била касната од куќе бездомник. Почитувани, почитувајте ги мерките за заштита и зачувајте го вашето здравје и здравието на најблиските. Ви благодариме на вниманието и останете со нас. Следува спортскиот преглед. Пријатно!